претеници, претеничкото прашање се однесуваше до Министерство за транспорт и врски. Имено се работи за пат кој што е тукму во надлежност на Министерството и се однесува на всушност пат кој што е предвиден во програмата на Социјалдемократскиот сојуз и е предизборно ветување, тукму за жителите Страхојарица и Гумалево од општина Зелениково. И од тие средби кои што ги имав со овие мои сограѓани од општина Зелениково, велат овој пат е споменот или ќе биде споменик за неработењето на оваа влада. И така отприлика и делува овој одговор, имено непознавање за состојбите и за она што се случува. Министерството за транспорт и врски се повикува на одредена сума која што стои на располагање на општина Зеленикова, меѓутоа за разлика од Министерството за транспорт и врски која што нема представа што се случува во нивната надлежност, општина Зеленикова веќе ги има искористено овие средства, дотолку повеќе изграден е патот кој што се однесува до патот за село Зелениково. Тука има многу јасна разлика. Јас апелирам, прво вие нема да имате време дефинитивно за да го реализирате овој локален пат, заради тоа што вашиот мандат секако истекува. Меѓутоа, како што кажав, ова е само уште една потврда за невистините кои што сте ги ветувале, односно ние празни ветувања кои што сте ги дале во време на избори. Апелирам да се потсетите дека и токму и во овие населени места живеат наши сограѓани, во голем дел од тие населени места и се мултиетнички средини, дека имаат право на достоинствен живот, имаат право на еден пристоен живот, на пристојна инфраструктура и кога ќе дадете ветување треба да го исполните, но повторно ќе кажам, вие не сте успеле да имплементирате еден пат кој што сте го ветувале. Не е јас, туку најверојатно жителите многу скоро од сега ќе го санкционираат апсолутно овие лажни ветувања, овие невистини, овие неработања. Оно што ме радува е што општина Зеленикова, градоначалникот со неговиот тим активно придонесува во подобрување на квалитетот на општината. Ви благодарам.